Така сме се наредили, бе. Да гледай как е това. Елате по-наблизо, ако искате. Да направим една обща снимка. Да поканим присъстващите, да дадем една минута мълчание, да паднем на коленете. Ясна граба плеча. Давам думата на Митко Иванов. Да каже няколко думи. Снимай. Снимай само да близко. От родници клети, нищожни от трепки, от майка проклети да бъдете навеки. От нашата кръста, ние всички се кръстим и сите сме гости. Направени по-благи християнски чеда, сам апостол Павле и Христос ни гледа. А тогава, къде бея другарите ваши, на Тангра се молея, скитащия паши. Върдете се, братя. Ела поправка да направим, аз не бях информиран. Значи поканата не е само от Омо и Линден Пирин, а и от Омо и Линден, а и всички други македонски организации и сдружения. Така че поканата е от всички македонски организации. Извинявам се за грешката, не бях информиран. Ние искаме да поканим всички в клуба, да видят къде е клуба. Част от вас са се създадели
тръгват от посока на гарата. На първо, на кръговото имат весел завой, отиват на второто кръгово, от него тръгват улицата посока за София и при София блок има улица, която е за гарата, широка голема улица Марица. Влиза се по Марица и там има веднага където намерите места паркират. Сега. Строен. Искахме да дадем думата на нашия гост. Не можев да не, иако така стана мала како забуна, меѓутоа јас самиот си побарав збор. Драги брајка и сестри, македонки и македонци, од сите страни на етничка Македонија. Најнапред јас ви носам поздрави од Мелбурн, од Викторија. Ние соработуваме толку години со сите здруженија и со Омо Илинден, и со Омо Илинден Пирин, и со антички македонци, и со сите македонски здруженија. Ние си го сакаме нашиот македонски народ овде во Бугарија и многу ни е драго што нашите лидери со години правиме интервјуа на македонската радиопрограма во Мелбурн, Австралија, на Triple Z, и ги разменуваме ставовите наши и гледиштата околу македонското прашање или бугарите што велат македонскиот въпрос. Јас сакам да ви честитам на вас, македонците во Пиринска Македонија, да ви честитам од срце, затоа што вие излеговте од сите нас, македонците, најспремни, најотпорни спрема сите оние што се негаторски пропаганди, закони и уставот. Вие најмногу дадовте отпор испрема така наречениот македонски-бугарски договор, каде што во тој договор, во член 11, не пишува дека има македонци во Бугарија. Јас не се грижам, да речам, за Бугарија, што тие не го признаваат македонското малцинство овде. Меѓутоа, пораката моја е до таа така наречена северна влада на Македонија, која се откажува од нас, македонците, овде во Пиринска Македонија. Значи, со член 11 и точките 5 и 6, каде што постои малцинство, дали има некакво малцинство, дали има некаков македонски народ овде, или луѓе кои имаат јазик македонски, култура, традиции и обичаи, во тој договор првичниот од 2017 година на 1 август беше подпишан со Бојко Борисов и Зоран Заев. Исто така ја само сакам да го потенцирам на членот 5, дека ние сме имале заедничка историја. Ние немаме заедничка историја, бугарскиот народ си е еден, македонскиот народ си е друг народ. Ние си имаме еден јазик, тие си имаат друг јазик. Ние плачиме на нашиот гроб, тие си плачат на нивниот гроб. Така да немаме ништо заедничко. Исто е тоа како јас често пати велам, една жена да роди едно дете од двајца мажи. Не може тоа да биде така. Не може да имаат два народи, да имаат една култура. Не може Гоце Делчев да биде бугарски и да биде македонски. Гоце Делчев си се борел за Македонија, за македонските прашања, за македонската слобода и така натаму, наследувајќи го и македонското востание во Кресна.